Секој утро станувам околу 5:30 часа наутро, за да одам на тренинг, додека градот спие, затоа што сепак имаме ние многу кратка сезона и мора да ја исполниме со тренинзи таа сезона што ја имаме, за да можеме да напредуваме и да ги достигнеме и другите кои што тренираат повеќе од нас. И јас сепак мислам дека со самото тоа што сме стигнале до таму, ние сме постигнале многу, затоа што сепак ние сме тие што го имаме развиено спортот и го имаме донесено до овој степен што е сега и се надевам дека идните генерации уште повеќе ќе го развијат за да стигнеме до Олимпијада. Јана, и од каде набавувате потребната опрема за уметничко лизгање? Нарачуваме лизгалки од странство, нарачуваме костими од странство, мерки се зимаат тука, се нарачуваат од странство. Се што користиме за тренирање се ние од странство. Направени ни се тренинзите така што стигаме пред 8 да сме дома, за да можеме да ги фатиме сите часови и како што завршуваме нели со часови, па со курс, одма стигаме за вторите тренинзи. Мене најголем проблем е тоа што не си ги познавам другарите од клас со учениците. Мислам, ги познавам, но сепак ги немам видено сите во живо. Ние за се си помагаме сега, иако не се знаеме толку многу, затоа што сите поминуваме нели низ истото и ги имаме истите проблеми скоро. Спортот ми е како начин на живот, затоа што имам порасната со овој спорт и го има изменето начинот на кој што си имам развиено како човек, како особа, начинот на кој размислувам, начинот на кој живеам. Меѓутоа имам хоби. Хобито ми е да дизајнирам облека и да цртам. Уште од мала, уште од кога требаше да го измислиме првиот костим за настап, јас седнав со мајка ми и реков, ајде сега заедно ќе го цртаме. Сега за државното спремам кореографија на музика од Џокер и костимот секако е поврзан и многу сум горда на овој костим, е еден од моите подобри креации и мислам дека добро се вклопува со музиката. Ова е костимот кој што ви го покажав на скицата. Најголемиот дел од костимот е направен од виолетов растеглив материјал кој што се тегне на двете страни. Има плиш и едната ракавица е рачно изработена за да представува насмевката на Џокер. Има околу 500 сваровски кристали. Мислам дека самиот спортист е најбитно да се поддржува сам себе, затоа што ако спортистот не сака да го прави тоа што го прави, ни најдобриот тренер на целиот свет не може да му помогне да биде најдобар. Сепак тоа е менталитетот што треба секој да го има, дека тоа го сака да го прави и дека може да го направи. Мојот сон е еден ден јас да помогнам овој спорт да се развие за другите деца, да можат да имаат поголеми соништа од моите и да бидат полесно реализирани. Но сепак јас имам соништа, сакам да бидам кореограф, затоа што сепак повеќе ми се допаѓа уметничкиот дел од спортот. Сакам да помогнам некој друг да си ја каже својата приказна со помош на музиката, костимот, чекорите, елементите и кореографијата. Јана Куковска е една од 30-те млади надпреварувачи кои што ќе се надпреваруваат на 19 и 20 февруари на 5-тото државно првенство по уметничко лизгање. Тие заедно ја поставуваат основата на овој спорт во земјава.